19 март 2016 година, почитувани гледачи, термин за саботното издание на вестите на КТВ телевизија. Денеска објавен јавен повик за користење финансиска поддршка за земјоделските задруги. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денеска објави јавен повик за доставување барања за користење на средства од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година за мерката за економско здружување на земјоделски стопанства за заедничко вршење дејност и финансиска поддршка за основање и функционирање на земјоделските задруги. Како што соопштуваат од агенцијата, финансиската поддршка што ќе биде доделена е неповратна, а средствата се предвидени за основање и функционирање на земјоделски задруги, регистрирани во регистарот на земјоделски задруги при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Со парите ќе се покриваат дел од трошоците за основање на земјоделска задруга, воспоставување на административни и технички капацитети, помош за ангажирање на стручни лица, плата за лице управител на земјоделска задруга, за ангажирање на едно лице од областа на земјоделските науки и ветерината, како и помош за премии за осигурување во вид на надоместок на дел од трошоците за осигурување. Поддршката за оваа мерка се исплаќа квартално по доставеното барање за исплата, и тоа за првиот квартал најдоцна до 15 април 2016, за вториот квартал најдоцна до 15 јули годинава, за третиот квартал најдоцна до 15 октомври и за четвртиот квартал најдоцна до 31 декември годинава. 3 дена наредната недела ќе штрајкува судската администрација. Овој штрајк следува по ланскиот предупредувачки против некои решенија од Законот за администрација и Законот за судска служба. Судската администрација од сите судови во Македонија на 23, 24 и 25 март ќе штрајкуваат. Според синдикатот на УПОС и Сдруженијето на судска администрација, штрајкот е резултат на неуспешните преговори со Министерството за информатичко општество и администрација за новите законски решенија. Лани судската администрација одржа предупредувачки штрајк против некои решенија од Законот за администрација и Законот за судска служба. По ланскиот предупредувачки штрајк беше формирана работна група за да подготви ново законско решение. Групата беше формирана и во дадениот рок е направен текст на новиот закон кој е испратен во Министерството. Од тогаш немаме никаква информација за тоа дали текстот е разгледан во Министерството, ниту пак некој не повика да поразговараме за текстот, вели председателот на синдикатот на УПОС Пеце Грујовски. Кавадарци се приклучува во кампањата Час на планетата Земја. Општина Кавадарци во соработка со клубот на младиот Црвен крст Кавадарци се приклучува во глобалната кампања Час на планетата Земја. Вечерва во периодот од 20:30 до 21 часот и 30 минути ќе се исклучи уличното осветлување на градскиот плоштад и улицата Тиквешково стание. Волонтери на Црвен крст со свеќи и лед диоди ќе го испишат символот на акцијата 60+, информираат од локалната самоуправа. Со овој символичен настан се упатува порака до граѓаните за подигнување на еколошката свест и зачувување на планетата Земја. Винотек синоќа ги додели признанијата за наградените вина и раки од оценувањето кое беше извршено пред празникот Свети Трифун. Голема златна плакета Винотек додели на винаријата GMN на Ѓоко Наумчев за виното Демјаника оценето со 19,15 поени. Во категоријата бели вина златни плакети се доделени на винаријата GMN и индивидуалните производители Владко Тасев и Сашо Тасев. Сребрени плакети добија останатите учесници во надпреварувањето. Во категоријата црвени вина беа доделени златни плакети на индивидуалниот производител Горан Јаковлевски и Ѓоко Наумчев од винаријата GMN, сребрени за вранецот на Владко Тасев и Ангел Костадиновски, а бронзени плакети на останатите учесници. Во категориите раки златна плакета добија Андон Сотировски, Ангел Костадиновски, Александар Клинчаров и Ване Јошев. Сребрени плакети Никола Минчоров и Ѓоко Велков Струјата. Македонија се наоѓа на 96-то место од 157 држави во светскиот извештај на Обединетите нации за среќа.
Македонците не се меѓу најсрекните нации на планетата, но се далеку и од оние најнесрекните, покажува 5-тиот годишен извештај за среќата во светот на иницијативата на Обединетите нации, мрежа за решение за одржливиот развој. Врз база на глобалното истражување на Галуп, составена е листа од 157 држави за периодот 2013-2015 година. Испитаниците го оценувале степенот на среќата од 0 до 10, при што нулата значи најлош, а 10 најдобар начин на живење. На ова листа Македонија се наоѓа на 95-тото место со оценка на среќата 5,12. На истата позиција како нашата е и Португалија, која е на 94-то место, а веднаш зад нас е Виетнам на 96-та позиција и со оценка на среќа од 5,0. Грците се понесрекни од нас. Оваа соседна земја е на 99-тото место на листата со оценка на среќа 5,0, исто како и Виетнам. Данците се на врвот како најсреќна нација на светот со просечна оценка 7,52. На второ место е Швајцарија со 7,51, а на третото е Исланд со оценка 7,5. Меѓу европските земји Италија е на 50-то место со оценка 5,97, Словенија е 63-та, Србија 86-та, Босна 87-та, а иста оценка има и Црнагора која е на 88-то место. Светскиот извештај на Обединетите нации за среќата вклучува анализа од областа на економијата, психологијата, здравието, бруто домашниот производ по жител, потоа од областа на општествената поддршка, очекуваната животна старост, перцепцијата за корупција и за солидарност кај граѓаните. Првиот ваков извештај на Обединетите нации беше изработен во 2012 за 2011 година и тој предизвика големо внимание во медиумите, бидејќи беше прв ваков обид да се утврди ситуацијата со глобалната среќа. Последниот извештај е направен во чест на 20 март, меѓународниот ден на среќата. Подготовките за монографијата 120 години гимназиско образование во Кавадарци на авторот Добре Ставров е во завршна фаза. Се прибираат последните податоци за сите завршени ученици во гимназијата, која сега го носи името Добри Даскалов. Гимназијата во Кавадарци е формирана далечната 1893 година, а Кавадарци е еден од ретките градови во Македонија кој е горд на оваа образовна институција, која представува јадро на градската интелигенција. Заклучно со 2013 година со гимназиско образование се стекнале 10.231 ученик, од кои дури 52% понатаму го продолжиле образованието и се стекнале со високо или висше образование. Од Кавадаречката гимназија произлегле 57 доктори на науки и дури 174 магистри на науки, успешни на полето на општествениот, културниот и стопанскиот живот на градот. Монографијата под наслов 120 години од воведувањето на гимназиското образование во Кавадарци целосно посветено ја изготвува Добре Ставров, поранешен директор на оваа образовна институција. По тој повод тој изјави: Ова моје обраќање има за цел да им соопштам на нашите ученици дека во книгата, како последен дел, како прилог, ќе постои и список на сите 10.351 ученик што завршиле со податоци за нивното повисоко образование. Тука сакам да напоменам дека имам податоци, но сметам дека се непотполни од причина што не можам да ги консултирам сите ученици. Тоа го правам директно со некои ученици, а го правам и посредно. Ама гледам дека се уште од некои паралелки, од некои учебни години не ми се потполни податоците и затоа се обраќам кон нашите ученици до крајот на овој месец, значи останувате до 12-13 дена, на мој телефон, што ќе го оставам овдека, да можат да ми се јават и да ми кажат за нивното
повисоко образование. Посебно, па ги замолувам оние што докторирале, а јас се уште не знам за нив, и оние што магистрирале. Ние знамо и не можеме да ги опфатиме целосно сите ученици, затоа што не се малку на број, реков веќе 10.231, и затоа е ова замолница во последен момент да добијам податоци за да може што поверодостојна да биде и книгата со податоци. Истовремено се обраќам и до наши ученици, денес истакнати стопанственици или со новиот жаргон менаџери, кои успешно водат своји фирми, да ми достават податоци за да можам да ги внесам со една фотографија и со едно кратко CV. Сметам дека така ќе биде попотполна книгата, ќе има голема содржина и ќе биде еден добар документ за гимназијата како најстара образовно воспитна организација во нашиот град. Значи, за болница и испраќам до сите ученици, а посебно за оние што се доктори на науки, магистри и за успешни менаџери, стопенственици, да ми достават во овој краток веќе период податоци за себе. Од спортот, скандалозна одлука на селекторот Обраван Петар Ангелов Диви не доби повик за олимписките квалификации. Селекторот на македонската национална селекција Ивица Обраван пред неколку дена го објави списокот на играчи кои ќе патуваат за Гдајнск на квалификациониот турнир за најважниот турнир не само за оваа генерација ракометари, туку и за спортската историја на државата. На горе-доле очекуваниот скратен список најголемо внимание кај ракометарите познавачи, но и обични навивачи и гледачи, повторно привлекува отсуството на чуварот на мрежата на ракометниот клуб Вардар Петар Ангелов. Ако повредата беше еден од изговорите голманот на Вардар да не биде дел од Европскиот ракометен самит, откажувањето од услугите на популарниот Диви, кој е неизоставен дел од ростерот на Раул Гонзалес, во најмала рака е контраверзно. Очигледно Обраван и брестоваци ја заборавија очајната игра и статистиката од мизерни 25% од бранети удари на репрезентативните чувари на мрежата на Европското првенство во Полска, од чија завршница поминаа само месец и половина, па и на најважниот надпревар во своите тренерски кариери ќе патуваат со само еден голман, затоа што и повеќе од јасно е дека колку и да има лош ден, Борко Ристовски и Митревски и Дупјанец ќе бидат само туристи или во најдобар можен случај само епизодисти. Публиката дефинитивно не заборава, но и да го оставиме минатиот труд на Ангелов, чиј удел во сите најголеми успеси на македонскиот национален состав е неоспорив. Самиот факт што Диви веќе четврта година е дел од звездениот ростер на најсилниот македонски ракометен колектив и со долгогодишен континуитет на настапи во Лигата на шампионите и регионалната Сеха лига. За секој тренер би било и повеќе од доволна препорака да го стави на списокот на репрезентацијата. Нормално, освен за Обраван. Од друга страна, речиси сите, освен Обраван и македонските спортски новинари, знаат колку е добро да се има Ангелов во тимот, не само поради неговите голмански квалитети,
квалитети, туку и карактерни особини на исклучителен мотиватор и инспиратор, како на соиграчите, така и на публиката, која што веруваме ќе ја има во голем број и во Гдаńsk, независно дали е на теренот или на клупата. Но последниот збор е на селекторот, на неговата адреса ќе одат пофалбите или критиките, но вреди ли заради нечии каприци да се жртвува спортската историја на една мала земја во која ракометот е последната религија. На крајот од вестите и прогноза за времето. Утре ќе биде сончево со умерена облачност и температура до 18 степени. Во понеделник попладне ќе има слаб локален дожд, а од среда се очекува нов влажен бран со врнежи од дожд. До вторник дневната температура ќе биде во пораст. Тоа беа содржините во ова издание на регионалните вести. Имајте пријатен викенд со нашата програма.